лавот што не сакаше да биде крал. Биби, ајде, готово е! Јеј! Јеј! Имаме лулашка! Браво, Боби! Браво! Што е една лулашка? Ништо. Јас направив и робот, и цела лабораторија, и... Каде? Никаде го нема. Никаде. Каде е неговото величество? Никаде го нема. Полека. Каде сте се забрзале толку? И чекайте, какво величество барате? Неговото кралско величество. Нашиот ценет крал. Да не го видовте некаде? Крал? Не сме виделе крал. А како изгледа? Тој исчезна. Нашиот крал. Тој исчезна. Нашиот крал. Епа, Биби, одиме да го бараме кралот. Што велиш? Само да не ме најдат. Само да не ме најдат. Здраво! Здраво! Другар Лав? Што правиш тука? Како си? Само малку потивко, другар. Се кријам, нели гледаш? Се криеш? Од кого? Од други животни. Од другите животни? Зошто? Ќе ме слушнат. Не грижи се, другар. Сите животни отидоа на другиот крај од шумата. Да бараат некаков си крал. На другата страна? Ама што ако пак ќе ме најдат? Значи, ти си кралот. Па кралот на животните. Сега ми текна. Ама не сум крал. Мислам, не сакам да бидам. Не сакаш? Зошто? Животот лавовски е мачен и тежок, а престолот кралски на допир е жежок. Круна на главава не сакам јас, туку песни да рецитирам на глас, а сакам и в ливата да мирисам цвеќе. Не можам со шумава да владеем веќе, ноќе пак сакам да читам на свеќа. За мене тоа е најголемата среќа. Што беше ова? Мојата поезија. Јас сум Лео. Инаку и не сакам да бидам крал, туку само поет. Другар Лав, јас сум Боби, ова е Биби. Лав поет? Вау! Јас не сум слушнала за друг таков, навистина. Затоа што јас сум прв и единствен, мислам сега за сега. Зато и нема лав што може да ме разбере. Јас не разбирам како некој не сака да биде крал. Боби, па не сакаат сите да бидат кралеви. Мене не би ми пречело воопшто да бидам. Не, да бегаме или тешко нам. Јас сум Леона, Леонарда, Леокадија, Левка, црн појас, 10 дан. Но може да ме викате само Леона. Туф. Здраво, бате. Боби Брзи, но можете да ме викате Боби Брзи. И ти си каратистка, гледам. Да. И Биби има црн појас. Да не мислиш дека само ти имаш. Убаво и го рече, другар. Биби, мило ми е што те запознав. Ајде да им покажеме на момчињава што знаат девојчињата. Може? Ти знаеш карате? Не.
А ти? Не. И затоа Леона секогаш ме задева. Биби, Боби, што ќе правам сега? Помагајте. Јас навистина не сакам да бидам крал. Сакам да пишувам, сакам да читам, да уживам во тишината. О, кралу наш најсакан, каде бевте? Секаде ве баравме, ни требате. Зашто? Зашто ви требам толку? Па да кралствувате, ваше величество. Не сакам да кралствувам. Немам време за тоа. Па тоа е невозможно. Вие сте крал на животните. Ни требате да донесувате големи одлуки за нас. Драги животни, И драги жители на волшебната шума, имаме идеја како да бидете сите задоволни. да, така е. Имаме идеја, или поточно предлог. Нашиот предлог е да имате кралица, а не крал. Кралицата Леона! Јас? Кралица? Дали би сакала да се нафатиш на таа сериозна и навистина значајна работа, Леона? Па, да. А зошто да не? Само ако имам доволно време во текот на денот да тренирам. О, секако, кралице. Ке имате колку сакате време за тренирање. Во ред, прифаќам. И онака нема што друго да се прави во шумава. Бате, слободен си. Да живее кралицата! Леона, да живее кралицата Леона! Да живее! Ако мене среќен никој не е. Срцево од радост ми пее. О, ви благодарам, Биби и Боби, што ќе можам да се посветам на моето хоби. Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Еј, Боби, земи водичка! Стави во водичката! Летом, јас и ти на песок, замок голем, замок мал, ништо друго не би посакал. Летом, весел ми е денот, сјајно сонце, топол рај, сакам летото да нема крај. Езерските бранови, уда детски насмеки, ајде да запееме, гласно да се смееме. Езерските бранови, уда детски насмеки, сите се радуваме, сложно другаруваме. Summer, right? Сакаш сладолед, Боби? Ама нема многу. On the beach. Една топка. Летом, топло дури жешко, водата не радува, убаво и не разладува. Летом, Колко е убаво! не ме држи место, ајде жижи одиме, на која плажа сакаш одиме. Езерските бранови, уда детски насмеки, ајде да запееме, гласно да се смееме. Езерските бранови, уда детски насмеки, сите се радуваме, сложно другаруваме. Езерските бранови, уда детски насмеки, ајде да запееме, гласно да се смееме. Езерските бранови, уда детски насмеки, сите се радуваме, сложно другаруваме. Езерските бранови, уда детски насмеки,
Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Ц. Здраво родители, здраво другарчиња. Денеска ќе учиме буквата Ц. Не е многу тешка за пишување. Еве да видиме како се пишуваат прво големата, а потоа и малата буква. Да, навистина не е тешка, Боби. Другарчињата може да се обидат да ја напишат во мојата пишуванка. Биби. Мене нешто не ми се пишува денеска, туку ми се игра на буква. Значи, погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имиње на буквата Ц. Ц е за цреши. Ням. И цвекло. Колку сакам цвекло. Цвекло. Не сакам цвекло. Ц е за цвет. Токму овој цвет има и црвена боја. Биби. Премени веднаш на втората игра, затоа што и на буквата Ц нема доволно зборови. Ајде. Страв ми е дека ќе ги потрошиме. Ајде. Добро, Боби. Значи, другарчиња, играме препознаја буквата. Погодуваме каде во зборовите што ги означуваат нештата на сликата ја има буквата Ц на почетокот од зборот, каде во средината од зборот, каде на крајот, каде воопшто ја нема. Значи, на почетокот од зборот, оваа буква ја има во циркус и во цуцла. Во цуцла ја има и на средината од зборот. А во средината на зборот ја има во гасеница, верверица и ножици. Чекај сега, јас ќе погодувам на крајот од зборот каде ја има. Ја има во... Јарец и глушец. А воопшто ја нема во вештерка и джемпер. Леле, Боби, колку си нефер. И јас си знаев. Тоа е другарчиња. Ние дојдовме до крајот на ова видео. Да, ќе се видиме повторно во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите, во кое ќе учиме буквата Ч. Ч, како чудесно. И Ч како чао, другарчиња! Светот на Биби! Годишни времиња. Пролет. Здраво, другарчиња! Добре дојдовте во Биби Верзум. Денеска ќе учиме за годишните времиња. Дали знаете колку годишни времиња има и кои се тие? Браво, тоа е точен одговор. Има 4 годишни времиња. И тоа пролет, лето, есен и зима. Другарчиња, пролетта секоја година започнува на 20 март, а завршува на 21 јуни. Тоа значи дека пролетта трае цели 3 месеци. Да. Дел од март, април, мај и дел од јуни. Другарчиња, мојот роден ден е во пролет. Да, на 4 април. А дали некој од вас има роден ден во пролет? Другарчиња, пролетта доаѓа по долгиот период на зимата. Дали знаете што се случува во пролет со природата? Па вака. Во пролет снегот се топи и станува потопло, а деновите стануваат подолги отколку во зима. Ние ги пакуваме зимските алишта во плакарите и си облекуваме блузи со кратки ракави или лесни јакнички. Да, во пролет сонцето ја загрева и ја буди природата. Да, животните се будат од нивниот зимски сон. И дрвијата се расцутуваат, и цвекињата излегуваат од земјата, а птиците се враќаат од јужните краишта и си прават гнезденца. Еве, погледнете, другарчиња. На ова дрво има едно гнездо од минатата година. Да, и сите птички си се вратија во него.
Другарчиња, пролетта е многу убава во градот. Но, сепак, во пролет јас сакам да ги минувам викендите кај роднините на село. Таму е многу убаво во пролет. Воздухот е чист и нема многу автомобили кои создаваат врева. Па дури може и да се чуе пријатната песна на птиците кои се вратиле од југ. Еве, овде, на село, има многу домашни животни. Многу од нив во пролет раѓаат своји малечки. Пајките и кокошките несат јајца, од кои излегуваат мали пајчиња и пилиња. Овците раѓаат јагниња, а кравите тие раѓаат телиња. Другарчиња, во пролет на село е многу живо. Јеј! Во пролет растат цвеќињата, зашто има повеќе сонце и дожд. А кога растат цвеќињата, на нив се собираат... Што? Што доаѓа на цвеќињата, другарчиња? Точно! Инсектите се собираат на расцветените цвеќиња. Да, тука се пчелите кои собираат нектар за да прават вкусен мед, тука се и пеперутките во секакви бои, има и црвени бумбари со црни точки и вредни мравки кои собираат храна за зимата. Но не само цвеќињата, во пролет цутат и растат и дрвјата. Да, и се појавуваат првите пролетни овошја и зеленчуци. Ням. Многу сакам. Преку зима, овошките и другите растенија се покриени со снежна прекривка. Тогаш, овошјата и зеленчуците ги јадеме во форма на овошни компоти или туршија. Но, во пролет, природата повторно оживува, разеленува, расцутува и се појавуваат првите овошји и зеленчуци. Да. Како што се јаготките, кајсиите, марулите, рдоквите и многу други вкусни растенија што му помагаат на нашето тело правилно да расте и да се развива. Еј, другарчиња, Боби и јас многу сакаме да јадеме зелена салата со младо крумитче и рдокви, како и леле, колку сакаме да јадеме вкусни јаготки по напорните фудбалски надпревари или прошетките во паркот или во волшебната шума. Уф, леле. Ням. Хеј, другарчиња, пролетта е вистинско годишно време за излегување надвор. Деновите се многу долги и сончеви, па едноставно не можеш да останеш дома. Другарчиња, дали вие сакате да излегувате надвор во пролет? Еј, а што најмногу сакате да правите во пролет? Јас, освен што сакам да одам на село кај моите роднини, многу сакам да играм фудбал со Боби. Да, и многу сакам да одиме на прошетка во шумата. Или да поминувам време со моите родители во природа. Еј, знаете што? Ние понекогаш со Боби засадуваме дрвја во паркот. Да. Еве, овие млади дрвца за неколку години ќе пораснат и ќе ни даваат сенка и воздух кои ни се навистина потребни. Па на тој начин ние ги чуваме и околината и природата. Еј, па другарчиња, тоа беше се за денеска. А ние се гледаме повторно во Бибиверзум!